Црквата Света Богородица во Тетовско Горно Мало и годинава за денешниот празник Водокрст беше претесна за верниците. Освен утре на Водици, само во Тетово Светиот Крст се спушта и денеска, токму во оваа црква. 36 годишниот Томислав Несторовски беше најсреќен да го извлече од студените води на црковниот базен. На сите христијани, браќа и сестри, го честитам денот. Водокрст, богојавление, Водици, да сме живи и здрави, беричет, здравие на сите, мир во државата. Оваа традиција стара повеќе од 3 децении, се сеќава Горан Хаджилјовски Чајка, кој е токму првиот што скокнал и го извлекол Светиот Крст. Ова е веќе 33-та година, како што овде традиционално се фрла крстот во водата. Значи, јас сум првиот скокач што сум рипнал тога и по крстот и сум го фатил, после тоа сум рипал уште 2 пати. Значи, традицијата, јас се ќе ви ја кажем од моите сознанија тогашни, затоа што на 19-ти се фрла во главниот соборен храм Свети Кирил и тогашниот дедо владика Кирил физички не можеше да биде на двете места, така да он со негова дозвола е направено датумот 18 да биде фрлање на крстот или водокрстување. Бројните верници велат дека ова се најубавите празници. Посакаа мир, здравие, среќа за сите. Убаво е, идемо свака година овде, традиција ни е, така, немаше да кажем друго, убаво е. Како утре свегде ке се осветува, него денеска овде ми е наша традиција. Среќа, беричет, да не се вратат тие што отишли. Утрешната централна прослава за Водици ќе биде во соборниот храм Свети Кирил и Методи, а масовни празнувања ќе има низ речиси сите тетовски села. Утре со спуштање на Светиот Крст во осветените води на реките базените во Тетовско, ќе се прослави празникот Водици. Во утринските часови со света божествена литургија, во соборниот храм Свети Кирил и Методи во Тетово, ќе започне чествувањето на празникот. Крстот ќе се фрла околу 10 часот во црковниот базен. Со народни и црковни обичаи, Водици ќе се прослави во тетовските села. Прославата најрано ќе започне во село Челопек околу 8 часот, потоа во Тетовско Стенче во 9 часот и 30 минути, а во Теново, Сараќено и Ротинце ќе започне прославата во 11 часот и 30 минути. Еден час подоцна, во Сиричино ќе започне прославата, а во Прелюбиште околу 13 часот. Празникот Водици се празнува 2 дена. Првиот 19 јануари е познат под имињата Богојавление и Водици, но во некои краишта се спомнува и како во Јордан или Машки Водици. Вториот ден 20 јануари е празникот Собор на Свети Јован Крстител, познат и како Женски Водици, како главен збор во изведувањето на обичаите и маџените. Но тој ден имен ден слават сите че име изведено од името Јован. Денот на крштевањето на Исус Христос во реката Јордан е денот кога Божиот Син навршил 30 години од телесното раѓање и тргнал да го извршува својот учителски и спасителен подвиг. Водици е празник над празниците во различни делови од Македонија. Се одбележува со многу интересни и неповторливи народни обреди. Откако лани беше воведена како социјална реформа, правото на гарантирана минимална помош на гостиварското подрачје го оствариле 2024 семејства. Од Центарот за социјална работа информираат дека за ова право во 2019 барања поднеле 2414 семејства, од кои 2024 ги исполнувале условите и биле решени позитивно, а останатите 390 негативно. Кои се бенефициите кои влегуваат во гарантираната минимална помош? Значи, имат детски додаток, зависи од годините и сумата тука се менува, за школска возраст, значи основни земат 2100, среднистите 3000 плюс и грениот период од 1000 денари, значи од октомври до март месец. Не е бројката голема према населението во Гостивар, значи полека некои ни одат в странство, некои се вработуваат и ова бројка паѓа, секоја година паѓа, значи не е бројката таа што била порано. Во споредба со 2018 година, бројот на социјалци лани во Гостивар е намален за околу 300 семејства.
Право на гарантирана минимална помош има домаќинство кое е материјално необезбедено и нема во сопственост имот и имотни права од кои може да се издржува. Основицата изнесува 4000 денари месечно, а за секој следен полнолетен член на домаќинството сумата расте. Така висината на помошта се движи до 12.000 денари, зависно од бројот на членови во семејството, возраст на деца и други услови. Например, износот се зголемува за самохрана жена за време на бременоста 1 месец пред породувањето или самохран родител до започнување на основното образование на детето. Кошаркарите на Гостивар забележаа голема победа на гостувањето кај МЗТ Скопје во рамки на 12-тото коло на првата кошаркарска лига. Гостиварци за прв пат откако е обновен кошаркарскиот клуб, успеа да победат во спортскиот центар Јане Сандански во Скопје. Екипата на Гостивар одлично го започна надпреварот и речиси во текот на целиот меч ја имаше резултатската предност во своја корист. Интересно е тоа што Гостивар успеа да ги добие сите 4/4 во своја корист и сосема заслужено да забележи победа од 78-72. Донован Доналдсон постигна 20 поени. Македонскиот репрезентативец Ивица Димчевски со 19 беше втор најпрецизен кошаркар на теренот, додека српскиот интернационалец Ѓорđe Ѓелјатовиќ со 18 поени забележа највисок индекс на користност од 21. Со оваа победа Гостивар се изравни на врвот на табелата со МЗТ Скопје, со ефектот 9 победи и 3 порази, но гостиварци се на втората позиција само поради послабата кош разлика за 1 поен. Следното коло Гостивар на домашен терен ќе има лесна задача, со оглед на тоа дека го пречекува аутсайдерот Вардар, кој во досегашниот тек од првенството има само една победа и е на предпоследната 9-та позиција на табелата. Добродојдовте во темата на неделата. Во ова издание всушност имаме неколку теми кои годинава ќе го привлекуваат вниманието на јавност. Новинарите на Financial Times деновиве ги споделија нивните предвидувања за она што би можело да се случува на светската политичка и финансиска сфера во 2020 година. Предпоставките се базирани врз досегашните случувања, изјави и анализи. Токму затоа не се толку спектакуларни како, на пример, предвидувањата на Нострадамус или на Баба Вања. Ние би додале, одговорите многу зависат од тоа какви се прашањата. Па да почнеме. Најпрвин, дали американскиот председател Доналд Трамп ќе добие мнозинство гласови на председателските избори во ноември, на кои ќе се бори за втор мандат во Белата куќа. Во 2016 година Хилари Клинтон доби скоро 3 милиони гласови повеќе од Трамп, но го загуби изборниот колеж. Таа маргина, иако годинава ќе биде уште поголема, сепак може да резултира со реизбор на Трамп. Многу од најпознатите енергични гласачи против Трамп живеат во веќе демократски држави како Калифорнија и Њујорк. Така нивните гласови би можело да бидат потрошени. Вистинската битка повторно ќе биде кај помалите среднозападни држави, кои минатиот пат му обезбедија победа на Трамп. Дали Соединетите држави ќе влезат во рецесија со оглед на затворањето на глобалните пазари и тешките преговори околу трговските спогодби? Представници на Белата куќа и американски корпоративни лидери, како и половина од главните финансиски представници на неодамнешната анкета на Универзитетот Дјук, изјавиле дека очекуваат рецесија во текот на оваа година. Лесно е да се види зошто. Постојат знаци дека нервозните американски компании ги намалуваат капиталните трошоци, а оти потрошувачите останаа изненадувачки многу расположени за купување во 2019 година. Постои добра причина ова да продолжи и за оваа година, со создавање работни места за најсиромашните делови на популацијата. Тоа како рамнотежа треба да го задржи растот на економијата. А дали ќе има војна со Иран, ако се знае дека и Техеран и Вашингтон, како велат, дека не се за војна и ги зајакнуваат нивните воени капацитети во регионот?
загриженоста во врска со конфликтот меѓу Соединетите држави, незините арапски сојузници и Иран со месеци се расплантува, бидејќи администрацијата на председателот Доналд Трамп ја засили својата стратегија за максимален притисок против Исламската република. Воинствената реторика прерасна во конкретна акција кога во почетокот на годинава во американски напад во Багдад беше убиен еден од највлијателните луѓе во Иран, генерал Касим Солејмани. Следуваше иранско бомбардирање на две бази во Ирак, каде што има американски војници. Сепак и двете страни инсистираат на тоа дека не сакаат војна. А со наближување на изборите, уште помалку е веројатно дека Трамп сака Америка да биде вплеткана во конфликт. Сепак секоја погрешна пресметка ризикува ненамерно да предизвика поширок конфликт. Дали францускиот председател Емануел Макрон ќе ги ресетира односите со Русија, како што повторува во рамките на неговата визија не само за Европската Унија, туку и за иднината на континентот. Францускиот председател Емануел Макрон направи амбициозна увертира за повторно да ја врати Русија во папката. Но патот до кој е било пошироко ресетирање мора да мине преку мировен договор во Украина, што е малку веројатно. Председателот на Украина Володимир Зеленски беше избран делумно со залог да стави крај на страшниот конфликт на истокот на земјата. Сепак тој не може да се согласи со барањата на Москва да му се додели посебен статус на Донбас и да ја овозможи на Русија да го задржи влијанието преку своите приврзаници таму, што го прави регионот еден вид карцином. Сепак можно е поограничено продолжување на диалогот со Русија. Дали ќе се намалуваат глобалните емисии на јаглерод, како што се предвидува со меѓународниот договор, кој патем кажано не толку стрикно го почитуваат неговите потписнички. Емисијата од користењето фосилни горива расте во просек од 0,9% годишно од 2010 година и има многу знаци на уште поголем пораст годинава. Некои од најбрзо растечките економии повторно ќе станат големи корисници на јаглен, најнечистото фосилно гориво. Иако, колку за подсетување, Кина испушта повеќе јаглеродиоксид отколку што тоа заедно го прават Соединетите држави и Европската Унија. А напорите на Пекинг за стимулирање на економијата и за зајакнување на енергетската безбедност би можеле лесно да зголемат употребата на јаглен. И конечно, дали Кина ќе стане светски лидер во 5G телекомуникацијата, ако се знае дека Соединетите држави вршат огромен притисок да се ограничат кинеските компании во оваа сфера. Лидерството на Кина во 5G телекомуникациите, супер брза бежична врска, што ќе биде нервниот систем на интернетот, ќе биде очигледно во скоро сите арени до крајот на годинава. Измерена со инсталирани 5G базни станици, Кина ќе превладува далеку пред другите земји. По бројот на договори за давање услуги од 5G во странство, Huawei ќе биде пред конкуренцијата Ericsson и покрај притисокот на Соединетите држави да спречи оваа кинеска телекомуникацијска група заради стравувањата од национална безбедност. И во 5G продажбата на паметни телефони, Huawei и другите кинески производители ќе ги надминат Apple, Samsung и другите. А дали овие предвидувања ќе се остварат, ќе видиме набрзо, односно до крајот на 2020-та. Впрочем, како што велат, ништо не минува толку брзо како една година. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Следете не и натаму на Facebook, Twitter и YouTube.